11 февруари 2020, тоа е терминот што Талат Џафери го планира за распуштање на собранието. Спикерот, како што кажа на денешниот брифинг, се раководи од договорот меѓу лидерите за предвремени парламентарни избори на 12 април и од уставот кој нормира дека изборите се одржуваат во рок од 60 дена од распуштањето на парламентот. Веднаш по распуштањето Џафери ќе ги распише предвремените избори. Според него, по распуштањето ќе нема можност пак да се свика собранието за да се ратификува протоколот за членство во НАТО. За тој чин, како што рече, ќе треба да се чека на новиот собраниски состав. За ова прашање досега со мене не е разговарано и ако има потреба, тогаш треба да се побара средба за да се дискутира, вели Џафери. Премиерот кој потврди дека за ова прашање се разговарало на последната лидерска средба, очекува Џафери подоцна да го распушти парламентот за актуелниот собраниски состав да има шанса да го ратификува НАТО протоколот. Председателот на парламентот Талат Џафери е конечен во својата одлука како и да одлучи да го распушти парламентот во функција на законот тоа што го определува. 45 до 60 дена е, така сум информиран од правниците. 45 дена се 15 дена после 11 февруари. Тоа е 26 февруари. Апелот од сите лидери кои што бевме кај председателот Пендаровски беше да го искористиме тој законски рок од 45 дена за да имаме секако резерва за да кога ќе ратификуваат сите земји да не испадне дојде до нашиот парламент и сега го нема нашиот парламент. Лидерот на опозицијата вели дека постои практика на свикување на веќе распуштен парламент за итни прашања. Се очекува некаде на почетокот од декември да се формира парламентот во Шпанија по завршувањето на изборите, имајќи предвид дека таму одлуката е помината на влада, треба да помине само во парламент и тоа би било, речеме, последната држава која што би требало да го ратификува протоколот, веднаш потоа да дојде во нашиот парламент и некаде предвидовме таму некаде втора половина од декември, прва половина на јануари. Но доколку се распушти парламентот, тој може повторно да се собере, ќе кажам уште нешто, ќе повторно, тоа било пракса за итни неодлучни работи и да може да се стави таа точка на дневен ред и да се помине. Очекувањата се дека наскоро, освен Шпанија и преостанатите членки на НАТО, Франција и Холандија ќе ги заокружат внатрешните процедури за ратификација на пристапниот протокол на Северна Македонија како 30-та членка на Алијансата. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.